Визуелна поддршка. Вовед во употребата на визуелна поддршка во процесот на учење кај лицата со аутизам. Звуците и глетките од секојдневието за лицата со аутизам може да бидат преоптоварувачки. Поради многобројните сензорни стимулации од средината, доаѓа до потешкотија во филтрирањето на тоа која информација е важна, а која информација треба да биде игнорирана. Што може да се направи во врска со тоа? Може да се креираат структура, рутини и материјали без дистракции кои им помагаат на лицата со аутизам да се снајдат во секојдневниот хаос. Лицата со аутизам се визуелни ученици, што значи дека сликите и пишаните зборови ги процесираат подобро од говорот, односно од аудитивно примената информација. Секвенционирањето на основните вештини на живење на помали чекори овозможува полесно да ја изведуваат активноста. Како што секој чекор е направен, односно завршен, може да биде ставен во место за готово, за детето да се чувствува успешно. И академските вештини исто така може да бидат секвенционирани на помали чекори. Најпрво, детето може да поврзува идентични слики. Најдобро е тие да бидат предмети од секојдневието и што детето ги користи. Понатаму може да се работи на поврзување на вистински предмети со слика. Понатаму може да се работи на поврзување на вистински предмети со слика. Понатаму се преоѓа на сортирање на предмети според карактеристики или како што е на сликата примерот, по карактеристики за форма, може исто така и за боја, може и по големина и слични примери. Или пак, доколку детето учи читање и пишување, да поврзува зборови со слика. Мотивацијата има клучна улога во учењето кај учениците со аутизам. Еден таков пример е токен системот. Токен системите им помагаат на учениците со аутизам да имаат предвид кога задачата ќе биде готова и што ќе добијат како награда за завршената задача. Кога е креирана соодветна средина за учење, децата со аутизам можат да уживаат во хаотичниот свет со сите нас. Благодарам на вниманието. Следете не на sinasvetulka.mk за повеќе видеа.